Добар ден, криптоентузијасти. Денеска, пред да почнем со видеото, с оглед на фактот дека имаме некои многу битни вести на пазарот, би сакал прво една интересна психолошка мисла, која што генерално е еден од најголемите проблеми на трговците и инвеститорите на пазарот. Би сакал само да напоменам некои интересни работи кои што се најголема пречка во оваа сфера. Значи, прво мораме да разбереме дека се тоа што се случува на пазарот е театар. Значи, сакале или не, тоа е реалноста и на сите треба да ни биде јасно. Второ, она што моментално го гледате во позадина, овие теткиве пластични, Кардашијанс, знаете како велат? Знаете кои се Кардашијанс, така? Предпоставувам, за жал, 99% од светот знаат кои се Кардашијанс. Но не знаете кој е дедово на сликава, така? Значи, баронот Ротшилд не знаете, а предпоставувам исто не знаете кој е Уорен Бафет, така? Значи, додека знаете кои се овие, а не знаете кои се овие, тогаш не може да разберете што се случува на пазарот. Значи, една интересна работа која што мораме да разбереме уште на самиот почеток. Економијата е едукација. Оние кои што имаат соодветна едукација во оваа сфера имаат и успех. Односно, знаат што се случува, кога се случува, зошто се случува. Не може се да предвидите, но највеќе што може да направите е соодветно да се заштитите во вакви ситуации. Така да уште еднаш ќе напоменам. Се додека знаете кои се овие, а не знаете кои се овие, тогаш вие сте во голем проблем. Затоа уште еднаш ќе напоменам, имајте го тоа во предвид кога учите за некоја сфера, посебно каде што инвестирате поголем дел од вашиот капитал. Тоа е првата работа која што сакам да ви биде јасна. Овие луѓе што ви ги покажувам овдека, би сакале тоа да остане и понатаму. Да знаете кои се Кардашијанс, ама да не знаете кој е Ротшилд, да не знаете кој е Рокфелер, да не ги знаете оние големи банкарски фамилии, да не знаете кои се овие мултибилионери кои што на некој начин успеале да се збогатат поради тоа што вие знаете кои се Кардашијанс. Така да уште еднаш ќе напоменам. Економијата нуди многу големи опции, нуди многу голема потенцијал за профит, доколку знаете што правите во истата. Така да никој од овие фаци не би сакал вие да знаете како он го направил тоа и зошто они станале толку богати колку што се. Затоа и би сакале да гледате такви клоунови како Кардашијанс, со цел да не мора да они се секираат дека некој од вас уствари ќе седне и ќе размисли чекај што прават уствари луѓе во позадина. Така да имајте во тоа предвид. Тие се тие луѓе кои што моментално го водат овој корумпиран систем на банки кој што моментално прави растур во целиот свет. Тоа е причината поради која што ова е причината поради која што ние моментално се наоѓаме во ситуација во која што се наоѓаме и поради која што моментално имаме ваков тип на колапси. Може би некој го виде видеото кое што го постирав на Криптовалути Македонија, каде што еден од пратениците во Европскиот парламент јавно говори за fractional reserve banking, односно тоа е начинот на кој што фактички они позајмуваат пари кои што не ги поседуваат. Може да позајмуваат пари надвор од онаа граница на пари кои што ствари ги поседуваат. И поради овие причини, значи погледнете го видеото, ќе ви стане јасно што сакам да кажам, е само 2 минути. Станува збор за крајно корумпиран систем кој што и понатаму се обидува да не убеди дека они се тој избор, вистинскиот, дека не постои друг. Како и да е. Значи Уорен Бафет самиот по себе не е банкар, но ово е. Идејата е дека и едните и другите, Уолл Стрит и банките се на некој начин заедно корелирани во оваа цела ситуација која што моментално се случува и ова не е прв пат, ова се дешава постојано. Проблемот е што сега се наоѓаме во една слична ситуација од 2008-2009 година, оние кои што се малку постари како мене знаат, станува збор за ситуација во која што имаме закана потенцијален масовен бенкран на традиционалниот систем. И сега, она што е битно што мораме да го заклучиме од ваквите типови на луѓе, посебно овие две изјави кои што се клучни во она што се обидуваме да го научиме, а се секогаш вистините, вели вака. Купувате вика кога има кога има крв на улиците, па макар и таа крв да е ваша. Кажано од баронот Ротшилд. Ако се сеќавате на приказа која што ја се кажа во едно од моите видеа во минатото, кога Ротшилд фактички сватил која е моќта на железницата и истиот инвестирал во нејзиното градење од источниот до западниот брег на Америка, така го направил сопственото богатство кое што денеска е во поголемиот дел од американските банки, како и Уорен Бафет кој што е еден од најпознатите трговци, да тој го стави во позадина, вели вака. Значи вика нијоршката менувачница за хартија од вредност е единствената продавница во светот каде што купувачите продаваат вика ствари кога вика се е на прораспродажба.
Значи само на берзата или на ваков тип исто како и самите валути, значи криптовалутите, луѓето продаваат кога се е на ниска цена. Значи, нели, поентата е што тоа е оно што постојано кажуваме. Значи, оваа прва реченица се надврзува на оваа реченица, односно кога сите продаваат треба да купувате. И кога сите купуваат треба обратно да продавате. Значи тоа е оно што многу често, посебно ние први што се на пазарот, односно што немале вакво искуство, не велам дека јас имам екстензивно искуство, но пак на некој начин сум поминал некој време на пазарот. Значи ваквиот тип на страф, како што беше за времето на пандемијата, како што беше за времето на падот 2017-18 година на криптовалутите, значи представува страшна појава во која што да речем вашето портфолио губи некој 20-25% и вие имате потреба да продадете, се разбираме? И затоа многу добро кажано овде, вели, значи само на њујоршки, не е само на њујоршките берзи, значи исто и во криптовалутите, исто и најчесто во било кој тип на тргување, затоа што станува збор за човечка психологија. Каде што кога цените паѓаат, вие прво што мислите е дај да продадам, да не случајно падне уште толку. А во исто време имате вакви фаци кои што купуваат кога тоа се продава. Односно, се враќаме на истата оваа реченица овде. Значи се купувајте, вика, кога има крв на улиците, макар таа крв да е ваша. Што уствари значи макар таа крв да е ваша? И вашето портфолио да е минус, тогаш се купува дополнително. Се разбираме што сакам да ви кажам. Значи, оно што сакам да го кажам е дека и да сте купиле, она double down. Значи, купувате уште еднаш кога сеќе отиде надоле, макар и да сте во загуба, затоа што, пак се враќаме на првата слика, значи, тоа е оној страф кој што најчесто не тера да продадеме кога сите купуваат и обратно. Сега, најстрашниот дел и најтешкиот дел во било каков тип на работа на пазарите, без разлика дали е тоа инвестирање или е тоа тргување, е да ги совладате вашите емоции. Значи, најдобрите трейдери, најдобрите инвеститори се оние кои што не размислуваат со своите емоции. Односно, сегош мора да гледате што е најдобро за вас во однос на ризик на пазарот. Ќе поразговараме за целата ситуација, ќе поразговараме за се што се случува, но прво што сакам да поразговарам со вас е оваа паника која што моментално се случува на пазарот. Значи, добив некакви пораки од типот на, мислам, не лично мои пораки, да речем, дојдоа до мене сознание од типот дека нели луѓе масовно продаваат криптовалути мислејќи дека секој отиде до нула. Вие дали сте свесни колку пати до сега наводно овој маркет отишол до нула? Дали сте свесни колку пати наводно традиционалните пари отишле до нула? Че тоа никогаш не се случило. Поентата е што вакви ситуации на паника се нормални на пазарот, но колку подолго сте во истите, толку помалку ве на некој начин допираат. Че тоа е главниот проблем. Што кога сте подолго на пазарот, тоа ви е нормално и знаете и сами, во ред. Значи идејата на инвестирање како што тоа го правиме ние, на алоцирање на средства како што тоа го правиме ние, на дипови е буквално тоа. Да имате одредено количество на средства на страна, да можете да ги искористите и ваквите, да речем, падови, со цел на тој начин фактички да имате што подобра алокација во однос на долготрајната потенцијална заработка. Затоа што на крајот од денот верувам дека сите сме свесни дека криптовалутите не одат нигде. Мислам дека досега, барем на нашиот канал, покажавме огромна количина на докази кои што покажуваат дека криптовалутите не одат нигде. Ова што се случува е само една држава, ова што се случува е само неколку банки, ваков тип на незгоди имаме постојано, ова не е ништо ново. Значи, тоа е тоа, кога лошите играчи едноставно не знаат што прават со своите средства, се ставаат во ситуација да едноставно дојдат до ваков тип на банкрот, да речеме, или преизложување, каде што едноставно не можат да ги поберат достигнатите обврски. Од друга страна, да не забораваме дека главен проблем во оваа ситуација е Fed tightening, односно она што моментално rate hikes го правеа самата Федерална резерва. Ќе навлеземе во целата тематика, само прво сакав генерално да ви кажам дека на крајот од денот најголем проблем кој што го имаат инвеститорите и трговците е стравот. Значи, мора да научите како да го совладате стравот. Мора да седнете и да размислувате трезвено. Ја не велам да продадете или да купите. Не можам да ви кажам, тоа останува на вас. Како и секогаш она што го работиме не е финансиски совет. Ви кажуваме што правиме ние на пазарот и оставаме вие сами да учите што понатаму. Само ви даваме наше мислење и ви покажуваме што ние моментално сме направиле на пазарот. Значи, иако моментално пазарот е во надолна траекторија и моментално има голем страф околу стеблкоините. Ќе објасниме се во однос на падот на SVB, Silicon Valley Bank, како тоа е поврзано со Signature, како тоа е поврзано со Silvergate во однос на вчерашното видео и како сето тоа е поврзано со целиот американски систем. Тоа е главниот момент на овој видео. Но прво мораме да ви напоменеме дека и ние имаме средства се уште во BUSD. Не сме ги сменили од BUSD, иако BUSD е малку depegged моментално, имаме неколку центи надоле, како и да е. Поентата е дека на крајот од денот,
Значи не можеме да брзаме и во првиот момент кога има страв на пазарот едноставно да фрлиме се и да се откажеме. Значи, уште еднаш ќе напоменам, ово што гледате позади мене е буквално тоа. Значи, ваквите фаци станале богати поради тоа што ги совладале своите емоции и размислувале трезвено, размислувале со анализа на ризик, кога сите размислуваат со емоции и продаваат само да, нели, се спасат на некој начин. Како и да е. Ќе направиме целосна анализа и вие размислите што понатаму ќе правите во однос на самиот сектор. Прво, многу битна работа која што мораме да заклучиме е тоа дека гледате и сами дека има разлика помеѓу ствари од традиционалните пазари кои што го афектираат криптосветот и кои што не го афектираат криптосветот. Зошто го кажувам ово? Значи јас моментално ќе го додам биткоин чартот овде, чисто за да споредиме нешто, е во вака сега. Значи, иако моментално биткоин чартот, како што може видите сами, е во пад нормално, во однос на исто како што е и самиот чарт на момент на вака. Поентата што е? Значи, во моментот кога падна Silvergate, ако се сеќавате, значи Silvergate падна и тоа го направи да повлече и на нормалните традиционални пазари, во случај гледаме S&P 500, односно индексот на 500 најдобри компании во светот, во Америка и нивните харти од вредност, ова е нивна средна вредност, така речено што го представува самиот индекс. Оно што сакам да ви го доловам е дека некои да речем ефекти кои се случуваат на традиционалните пазари не го засегаат криптосветот директно и веднаш, како во оваа ситуација. Во моментот кога имавме втор ден на пад, значи гледате дека имаме неколку дена, во моментот кога имавме втор ден на падот, односно вчера, каде што се случи Silicon Valley Bank да банкротира, односно да не може да ги исплати своите достигнати, ќе објасниме се тоа што се случило. Поентата што е? Имаме масовен пад на S&P 500 и на Nasdaq, но не и на биткоин. Биткоин вчера се задржа околу нивото на 20.000, околу кое што и кажавме дека ќе се задржи. Зошто е тоа така? Затоа што Silicon Valley Bank, иако може би има некаква поврзана со самиот криптосектор, не е толку голема како што тоа беше Silvergate. Така да поради оваа причина мораме да ги разделиме тие работи и да бидеме свесни во однос на тоа кој и на што делува во ваквите ситуации. Односно, истото можеме да го кажеме и овде, каде што имавме пад за време на FTX колапсот, а раст во истиот тој период на сите пазари на S&P 500, Nasdaq и останатите различни индекси. Така да, оно што сакам да ви го доловам, мора да бидете свесни кога правите анализа дека постојат различен тип на индикатори, во случајов, извинете, различен тип на ефекти кои што во однос на тоа што се случува во светот, дали е тоа традиционални пазари или крипто, некогаш ги афектираат двете, но некогаш го афектираат само еден од овие. Затоа и во оваа ситуација мораме да бидеме предпазливи за тоа, нели, што очекуваме од овој пазар и во кој момент и поради какви фактори. Така да во оваа ситуација, како што може видите и сами, буквално ова е пример на кој што може најлесно да ви покажам. Значи колапсот на FTX не делуваше на традиционалните пазари затоа што не е поврзан со традиционалните пазари. Обратно, колапсот овдека на Silvergate делуваше на двата пазара, додека последниот на SVB делуваше само на традиционалните пазари затоа што гледаме дека и вчера биткоин се задржа околу нивото на 20.000. Така да, тоа е многу битна работа која што мораме да земеме во предвид, затоа и во оваа ситуација SVB барем на прв поглед и барем за почеток се уште не е голем предизвик и не е голем проблем за криптосекторот. Сега ќе објасниме околу тоа малку подетално, че денеска нема да правиме технички анализи. Како што кажав, во последната техничка анализа се уште остануваме на истото, дека гледате и сами, кога се наоѓаме надвор од Bollinger Bandот, самата цена постепено се движи кон тоа да се врати назад во Bollinger Bandот и 20.000, како што кажавме и претходно, представува многу силна бариера, прво психолошка, а второ и е во исто време крајот на bull маркетот 2017 година, каде што достигнавме отприлика цена околу 20.000. Така да, на некој начин ова е доста силен момент кој што се уште држи цената на биткоин околу ова ниво. Останува да видиме дали ќе продолжи тоа и натака, но нема да разговараме сега толку многу околу ова, затоа што имаме многу побитни моменти за кои што треба да разговараме и уште еднаш ќе напоменам повторно. На овој чарт може уште полесно и јасно да видиме дека не е само 20 психолошкото ниво, туку ваквата корекција од моментот каде што имаме, нели, следно движење на овој бран нагоре, значи е буквално на 61,8% од Фибоначи секвенцата, односно Golden Ratio level, кој што поистоветува со 20.000 нивото и со долната граница на bull market support band. Така да повторно ќе кажем, имаме солидна поддршка на цената овде, следната ни е на
300 неделната средна вредност негде околу 19.000 и последна на некој начин граница ние ова ниво на колапсот конечен на Тера Луна заедно со тренд линијата која што се движи уште од предходните bear маркети и од последниот памп на 2017 година на самиот blow off top. Сега, значи нема да, како што кажав, ова е само на кратко да видите каде се наоѓаме и дека се уште сме на истото ниво за кое што разговаравме последниот пат кога направивме соодветна, соодветна техничка анализа. Сега, да преминеме на главниот проблем. Денеска ќе разговараме за SVB Bank, односно Silicon Valley Bank, низиниот колапс и како сето тоа моментално е поврзано со традиционалните финансиски, да речем, институции и систем и како тоа може во понеделник да се влоши и како тоа нормално може да се прелее на криптосекторот. Сега, пред да почнеме таму, прво сакам да се навратам на неколку изјави од морони од Обединетите американски држави, како што е Дженет Јелен, која што уствари трежери секретари, односно она е одговорна практично за банките на некој начин во оваа ситуација. Вели вака, значи, ова е изјава на Дженет Јелен после падот на FTX. Значи, вика, последниот пад или практично потврдување на оваа голема менувачица за криптовалути и несрекниот, да речам, удар кој што резултираше за оние кои што се холдери и инвеститори во крипто валути, покажува колку е потребна ефективниот надзор врз маркетот за криптовалути. Значи, они не можат да си го средат системот кој што го создале, кој што се уште им пропаѓа пред очи, но еден пат на една менувачница во цела Америка е проблем. Да не забравиме нормално и теткава која што е комплетно против криптовалути, која што го фалеше черменот на SEC, односно Гери Генслер за својата работа, Елизабет Уорен, која што постојано се обидува да покаже дека криптовалутите се нестабилни, дека криптовалутите се проблем. Значи, ова се две од највисоките личности кои што исклучиво се борат против криптовалути, а се представеници на самиот традиционален финансиски сектор, а типкава, значи Елизабет Уорен е платен говорник за банките во Америка. Платен говорник. Значи она взима еден тон пари за да го поддржува и да стои на страната на традиционалните финансии, односно на банкарскиот сектор, односно на тие дедовците кои што ви покажав на почетокот, како што е Ротшилд, Рокфелер и слично. Сега, зошто е ова толку битно? Каде е сега нивниот традиционален систем? Што стана со реформирањето на банкарскиот систем во Америка, после кое што нема шанси да има проблем во 2008-2009 година, после колапсот кој што они сами го предизвикаа. Во 2010 година направија соодветна рамка која што требаше да го реформира системот и да има поголема контрола и надзор врз банките. Што стана? 15-та поголемина банка во Америка, да не заборавиме, ајде сега, да речеме дека Silvergate пропаднала поради конекции до FTX, конекции кон крипто. Silicon Valley Bank нема никаква конекција со крипто. И оно што го има е премало. Значи единствено кое што го има уствари Circle, поради кој што моментално истиот го изгуби својот пег. Но тоа се само 3 билиони. 3 билиони. Додека како што можеме да видиме, незината тотална, значи практично тотална големина е 210 билиони. Ова е почетокот на 2023 година, листа во која што можеме да видиме кои се најголемите 25 банки во Америка, каде што 15-та банка по големина, која што е и општо позната како Silicon Valley, затоа и така наречена, односно помага на технолошкиот сектор во Америка и работи практично исклучиво со ваков тип на компанија. Сега, да напоменеме што се случило со истата, за да разберете уствари од каде се тоа потекнува. Главно проблемот на вистина доаѓа од Fed, доаѓа од rate hikes. Зошто го велим тоа? Значи, они уствари едноставно изгубиле многу на вредност во однос на тоа што ваквата контрахирана економија се повеќе и повеќе го притиска економскиот сектор, вклучувајќи ги и банките, каде што понекогаш оваквиот притисок едноставно не може да го издржи. Сега, што е проблемот? За SVB, затоа што знаете и сами како функционира една банка. Значи, вие имате фактички банка која што, значи, кога не работи со fractional reserves, значи едноставно кога работи нормално, она би требало да има изложување кое што е дозволено да биде над тоа што и е, да речам,
капацитет, зашто го велам тоа, затоа што значи едноставно банката не поседува свој кеш. Значи банката го зема вашиот кеш како инвестиција која што вие давате за некоја минимална камата, 1% најчесто, кој што банката го позајмува после тоа на други лица на кои што им се потребни пари за многу повисока камата, да речеме 4-5%, и ваквата разлика помеѓу она што ви го плаќа вас за она што сте го депонирале и она што им го плаќа на луѓето кои што фактички го позајмиле од нив, е уствари профитот кој што банките го прават во овој сектор. Проблемот е што на банките им е дозволено моментално да позајмуваат од Федералната резерва, според онаа каматна стапка за која што нели разговаравме. Со тоа фактички банката се повеќе и повеќе има капитал кој што може да го позајмува на луѓе и за возврат нормално да добива соодветна камата со вратените пари. Сега, проблемот е што ваквото екстензивно задолжување се повеќе и повеќе и повеќе, со се поголема каматна стапка која што веќе се зголемува се повеќе и повеќе, прави банките да имаат многу големи достасувања кои што треба да ги вратат назад на Федералната резерва. Со тоа што моментално ваквите достасувања на SVB банката, на Silicon Valley банката, достигнале до толку голем момент каде што истата немала доволно пари да ги врати од оној капитал во обрт кој што го има моментално, затоа што знаете и сами дека парите на банката се најчесто врзани во позајмици. Со тоа што истата мора да врати, значи одреден дел, сега да не навлегуваме во детално објаснување за да не ве збунам многу. Поентата што е? Значи кога се наоѓате во таква ситуација, морате да почнете да продавате пример ствари кои што не се достасани, како што на пример вие ако имате на пример кредит, мора да го прекинете, да го извадите и она што е преостанато да го вратите затоа што вие немате друг капитал. Со тоа што во оваа ситуација истите морале да продаваат капитални вредности кои што не се достасани со цел да добијат некаков капитал за да можат да намират дел од долговите. Со тоа што ваквата информација е јавна. Односно, гледате овде. Значи продале средства со, значи пазите го ова. И за да го покријат тоа што моментално го направиле како загуба, да не се лажеме, значи ова се јавни работи кои што банката мора да направи дисклоуз, мора да бидат обелоденети. Значи вие не можете да го прикриете тоа дека сте продавале со загуба. Значи истите принта нови акции, затоа што знаете и сами дека и банките може да бидат акционерски друштва, односно јавно тргувани компании, кои што се обидуваат да ги продадат со цел да го покријат оваа загуба да ја покријат. Значи оприлика околу 2,25 билиони нови акции се произведени, со цел истите да се продадат, значи ова е на почетокот, до средината на неделава, со цел истите да се продадат за да се покрие оваа загуба која што моментално ја имате. Така, проблемот што е? Кога вие произведувате нови харти од вредност, автоматски ја намалувате вредноста на веќе постоечките. Значи колку повеќе произведувате, толку повеќе вредноста на хартиите од вредност кои што претходно биле испринтани и дадени да речеме луѓе за пари, почнува да се намалува. На тој начин се повеќе и повеќе се намалува вредноста на хартијата од вредност на вашата банка, додека вие се обидувате да соберете дополнителен капитал за да може да вратите она што е моментално достигнато. И сега што се случува? Тоа е магичен круг во кој што банката се обидува да си ги врати средствата од оние на кои што им ги позајмила, затоа што едноставно значи се јавувате и кажувате вака: потребни ми се средствата веднаш, значи ако некој ви должи треба да ги врати, така. Сега проблемот е што замислете дека и тие компании се притиснати од моменталната ситуација во која што rate hike и нив им делуваат негативно, имаат опуштање, се обидуваат да го намалат бизнисот, што значи дека и тие луѓе не се спремни да можат да го вратат вашиот долг. Значи во исто време продавате со загуба со цел да подмирите она што моментално е достасано, правите нови хартии од вредност кои што ја намалуваат вашата првична вредност на хартиите, нели, на берза, и дополнително не може да си ги вратите парите кои што сте ги позајмиле на останати лица, затоа што истите немаат во моментов пари да ви ги вратат. Значи тоа е магичен рецепт за проблем, така. Со тоа што во оваа ситуација што се случува следно? Ако вас и понатаму продолжува да ви паѓаат акциите, и сега вие како, да речеме, замислите да имате пари во SVB, така во банкава. Значи гледате дека банкава продава средства со загуба, гледате дека во исто време произведува нови хартии од вредност кои што ја буткаат вредноста на акциите на оваа банка, вие автоматски знаете дека има некаков проблем во банката. Што може да се случи следно? На сите ни е јасно, оние кои што не име, нека го погледнат видеото за Bankrun, ќе им биде многу појасно, значи веќе го имаме тоа објаснето на нашиот канал. Значи автоматски вие добивате катастрофален Bankrun на една од најголемите банки во Америка, 15 поголемите, пак ќе напоменем, со огромен број на капитални средства, во кој што имате непрестојно повлекување на средства. Значи никој не ги купува вашите нови акции,
кредиторите, односно оние кои што должниците не ви ги враќаат назад средства затоа што ги немаат, вие автоматски имате бенкран кој што не престанува. Со тоа што замислете колку страшно. Со тоа што на крајот имате ситуација во која што замислете. Значи, постои институција за која што исто така разговаравме претходно, односно оваа институција е наречена Federal Deposit Insurance Corporation, која што е задолжена за зачувување на депозитите кои што ги имаат луѓето во одредени банки. Значи, и за ова разговаравме во Бенкран, може да погледнете. Идејата што е? Значи, во одредени ситуации, кога вакво неконтролирано пропаѓање на банка се случува, со цел да не се предизвика автоматски бенкран на сите банки во Америка, затоа што тоа е општ страв кој што ќе настане, значи, во оваа ситуација имате пристапување на институциите кои што веднаш ќе превземаат банката, што уствари и се случува. Значи, во петокот, значи, замислете, најчесто ваквиот тип на институции чекаат до завршување на работните денови, кои што најчесто е од 9 до 5, за да пристапат и да ја превзема банката, затоа што нели очигледно менаџментот не успеал да го среди проблемот. Во оваа ситуација чистите влегуваат во петок понеделник за да ја гледајте ова. Замислете колку сериозна е ситуација кога имате институција која што ви ја превзема банката на среден работен ден. Значи, затоа што тоа е срамота за традиционалните пазари. Затоа што банките се толку стабилни, нормално. Сега, откако ваквата институција ја презема банката, истата почнува комплетно ја затвара со цел да ја процени штетата која што е настаната, со цел да види што понатаму ќе се прави. Прво да напоменеме, FDIC е задолжена за практично осигурување на вашиот депозит. Тоа го имаме во нашиот економски систем. Тоа нормално секој треба да го има. Тоа е фактички одредена количина до која што вашите депозити се осигурани. Ако се сеќавате со Евростандард банка беше истата ситуација во која што во однос на тоа колку е вашиот влог, значи ако е под оваа рамка, вие целосно ќе ви бидат вратени парите од ваквата корпорација која што банките мора да уплаќаат осигурување кај неа со цел да бидат покриени во случај на ваков тип на ситуација. Така да затоа и истата уствари превзема контрола на банката. Сега проблемот што во Америка само до $250,000 се осигурани ваквите депозити. Така да може да замислите колку луѓе имаат билиони вонатре, а осигурани се само до 250,000. Оттаму потекнува стравот. Сега, кога ова се случува, нормално институциите мораат да реагираат. Што се случува прво? Значи Дженет Јелен, која што говорат за трежери, значи за практично буџетот, така ќе дојде на некој начин. Сега не знам како точно би го превел во на наш јазик, како и да е. Значи, она е на некој начин една од главните и одговорни институционални представници за банките во Америка. Каде што со представниците на FDIC, како и на Фед, значи прават итен состанок, уште во петок, тоа е вчера, каде што разгледуваат што понатаму ќе се прави со SVB. Затоа што ако ваквите институционални представници не излезат да ја смират јавноста, вие имате голем проблем. Зошто го велам тоа? Значи, овдека не може да имате проблем во тек на сабота и недела. Затоа што банките и нивните регуларни часови за работа се од понеделник до петок 9 до 5. Што значи, вие проблем ќе имате во понеделник. Доколку овие големи представници не излезат и не најдат решение на моменталната ситуација и не излезат да кажат дека, например, наместо 250,000 ќе бидат обезбедени сите средства, како што тоа беше слично на самата институционална криза на банките во 2008-2009 година, вие ќе имате огромен проблем. Затоа што автоматски сите почнуваат да ги собираат своите средства од сите банки во светот. Значи, не само во Америка, во светот. Затоа што имате поврзаност на сите овие банки помеѓу себе, каде што вие не може да бидете сигурни дали вашите средства се сигурни, затоа што очигледно не знаете која е следната банка која што ќе падне. И против, да речам, тежен, односно постојано го кажуваа, да, Silvergate падна поради тоа што беше поврзана со FTX. Но во оваа ситуација со што била поврзана ваква банка која што моментално пропаѓа. Така. Значи, уште еднаш ќе напоменам, SVB банка пропаѓа поради самата политика на Фед и незиното Federal Tightening, она што моментално се случува. И поради ваквите rate hikes моментално сме на ситуација во која што ова се случува на сите банки, не само на една. Само што ова е првата банка која што пропаднала во оваа ситуација поради ова. Сега, пак ќе кажам, значи ова ќе има големи реперкусии почнувајќи од понеделник натаму. Тоа не значи дека е крај за финансискиот систем, тоа не значи дека е крај за крипто, но мораме да ги согледаме работите како што се. Значи мораме да видиме што се случува на пазарот и да се припремиме со тоа соодветно.
Значи, уште еднаш ќе напоменам дека моментално банката е во раце на регулатори, дека истите се обидуваат да ја решат ситуацијата, да проценат, нели, нормално, кој колку има, кој колку треба да добие и сето тоа. Најбитниот момент е што очекуваме да излезат овие представници и да кажат дека ќе ги надокнадат парите кои што моментално ги нема над 250.000, затоа што 250.000 кога вие имате 1 билион во оваа банка е ништо. Така да имате, може да замислите колку голем проблем ќе имаат оние големци кои што имаат големи, да речам, депозити во оваа банка. Сега, ова потсеќа на Northern Rock Bank, која што ствари и самиот почеток на кризата со банките во 2007-2008 па дури и 2009 година. Каде што буквално ваквиот бенкран, значи овие слики моментално што ги гледате се буквално почетокот на кризата во 2007-2008 година со банките. Со тоа што, значи, како што е ситуацијата која што беше во Northern Rock Bank, иако јас моментално не ја следев таа во 2007 година, да бидеме реални, идејата е дека, значи, според оно што го гледав од луѓе кои што ја коментираат целата оваа ситуација, понеделник е клучен момент кога овие, како морам да ја покажам бабичкава, ќе испаднат, значи, да превземат нешто или пак имаме општа паника на целиот економски систем. Така да имајте од тоа во предвид. Понеделник останува да видиме како се тоа ќе се одвива, но уште еднаш ќе напоменам, ова е само уште еден клин во ковчегот постепено кој што се прави за традиционалниот систем, затоа што сакале или не, на сите не е јасно дека банките се крајно корумпирани, дека ваквите пропаѓања на банките, иако се можеби предизвикани од кризи како што ситуацијата со инфлацијата, тоа не го менува фактот дека најголем дел од проблемите кои што се на банките се направени од самите банки. Така да ваквиот тип на презадолжување, на лакомост е уствари главната причина поради која што истите се презадолжуваат со цел да направат, нели, обид за поголем профит. Сега, пред да продолжиме понатаму, значи ова е главниот проблем со кој што ќе мора да се соочиме во понеделник, ќе видиме како ќе изреагираат институциите во целото ова, затоа што очигледно веќе се во преговори се обидуваат да видат што понатаму. Главниот проблем, ќе напоменам уште еднаш, е како ќе се одвива сето ова за оние депозити над 250.000, затоа што 250.000 се ништо, ќе напоменам уште еднаш, за оние кои што инвестирале или кои што чувале билиони долари во оваа банка, SVB. Како што е и самиот Circle. Ова се вика карма, затоа што, значи, Circle е тој што предизвика пад на BUSD, Circle е тој што го натера SEC да го тужи Paxos заради BUSD, и сега Circle самиот доби бенкран поради тоа што банката во која што чувал дел од своите депонирани долари е комплетно затворена, односно истиот не можел да извлече 3,3 билиони долари од оваа банка, кои што биле дел од онаа количина која што треба да ја чува за изминтаните USDC, кои што моментално ги имаме на пазар. Пред да продолжиме во делот во кој што моментално и криптопазарот е афектиран, би сакал само да ги пофалам Иле Кочишки, Михајло Николов, Бобан Досев, Александар Нанов и Дарко Јошев за помошта при овие вести. Значи сите ми ги пратија вестите без разлика дали се исти. Значи поентата е што на овој начин заедницата само по себе помага во допирањето до овие вести кои што можеби не може да ги најдат сите нормално. Затоа уште еднаш ќе напоменам што овие личности одвоиле дел од своето време за да најдат она што моментално го виделе и да го пратат до нас со цел да можеме да ви го доставиме. Иако направивме ние, нели, сосема преуредување на сето тоа за да може да ви биде појасно, тоа не го менува фактот дека на вистина се потруделе и затоа ви благодарам уште еднаш. Сега, еден од проблемите е USDC, во кој што моментално имаме дел од капиталот. Со тоа што ваквиот недостиг во огромниот капитал кој што го имаат моментално, значи дека дел од оние кои што поседуваат USDC не можат да си ги вратат затоа што овие пари моментално се комплетно заглавени. Сега, ќе напоменеме многу повеќе за USDC, би сакал прво да се вратам на уште една нуспојава која што многу од луѓето верувам дека ќе ја промашат, а тоа е Signature Bank. Се сеќавате во вчерашното видео кое што разговаравме за моменталните криптофрендли банки, во кои што Silvergate пропадна, рековме Metropolitan Bank престана да нуди кооперација со криптовалути, нели, и менувачници. Единствена која што останува е Signature Bank, која што како таква, иако ограничени, е единствената банка во Америка која што нуди on и off ramps за крипто менувачници и крипто компании. Сега, пропаѓањето на SVB, за жал, верували не, делува директно и на Signature Bank. Односно, наскоро во Америка голема веројатност е дека нема да постои банка
кое што е крипто-френдли и кое што се работува со крипто компании, затоа што падањето на SVB, односно на моменталните да речем хартија од вредност, кои што се SEIVB, извинете, SEVB е 62,83 само за еден ден. Значи замислите колку паднала, она што го кажавме, принтањето на нови акции, вклучувајќи и продажбата која што луѓето ја имаа поради страф на пазарот. Сега, моментално SNBY е уствари тикерот за хартиите од вредност кои што се акциите на Signature Bank, која што е онаа која што е единствената која што работи со криптоиндустријата. Гледате го. Во неколку дена, значи за само 5 дена, истата губи 46,25% од сопствената вредност, која што од традиционалните пазари е преголема загуба. Значи, ова не е крипто. Од традиционалните пазари 5% е многу, 46,25% е премногу. Така да сакам да кажам дека ваквиот колапс на Signature Bank може да биде проследен заедно со SVB, затоа што гледате дека ова е едноставно домино ефект, во кој што сите оние кои што се поврзани на било каков начин, поради страф на пазарот, луѓето ги вадат своите депозити и продолжува и понатаму овој колапс. Сега, ова е една работа која што нас нема директно да не афектира, но ќе не афектира со оглед на фактот дека голем дел од менувачниците се уште зависат од ваков тип на банки за да можат да има некаков тип на on и off ramps. Што значи дека на американска територија, ако со ова пропадне и последната банка која што моментално ја имаме, која што е крипто-френдли, ќе има голем проблем околу on и off ramps за сите менувачници кои што се наоѓаат моментално на американска територија. Тоа е еден проблем кој што е поврзан со криптосекторот, а другиот за кој што разговаравме, кој што е многу побитен, е USDC, каде што пак ќе кажам ова е доста добра карма и моментално гледаме дека за 24 часа, значи за 24 часа само 6 билиони се извадени од USDC, нормално луѓето се исплашени, се обидуваат да си ги заштитат своите средства. Уште еднаш ќе напоменам, ние се уште поседуваме 10% во BUSD и се уште не сме ги променили, затоа што BUSD моментално не е нападнат. Значи, иако моментално пак со самиот по себе е под на некој начин може да има тужба во секој момент, како што веќе го кажаме тоа вчера, тоа не го менува фактот дека BUSD се уште не се дипект и она што моментално се случува, навистина го афектира и BUSD, можеме да видиме, значи малку е направен дипект, 0,992, значи дека не е 1, но тоа не го менува фактот дека USDC за жал е многу повеќе од тоа, значи јас го видов и 0,88 во текот на утринските часови. Сега, она што го кажаме, значи реално овие пари мора негде да одат. Затоа можеме да видиме дека оваа огромна количина на пари кои што моментално се изнесе од USDC, значи гледате, на почетокот на 10 март има 43,6 билиони, за во најниската вредност да има 35,9, односно 36. Значи дека солидни 6 билиони, повеќе од 6 билиони се одлеани од овој стейблкоин и повеќето се внесени во, верувале или не, тетер. Значи, оваквиот напад на тетер буквално backfire, што би рекле, и ако погледнеме на 7 дена, гледајте ова. Значи, ево, од нормална вредност на 71,6 се издигна на 72,3. Иако погледнеме дел, очигледно луѓето си ги вратиле назад во долари, гледаме дека значи околу 1 билион се внесени во USDT. За жал, BUSD од ова нема ништо добиено, значи можеме да видиме дека маркет капот на BUSD е така речено ист, значи ако погледнеме на 7 дена можеме да видиме дека дури и ослабнал, затоа што и понатаму за жал имаме оддив на ваквиот стейблкоин. Очекуваме во брзо време да имаме можеби и дополнителен пад на пазарите и конечно да ги ставиме и последните 10%, но сега за сега гледаме дека сме во средина на овој страф и би било од наша страна многу несоодветно и многу неодговорно да ги внесеме сега преостанатите 10%, затоа што се уште имаме голем страф на пазар. А тоа го докажува и фактот дека 902 милиони USDC од централизирани менувачници се повлечени во текот на овие 24 часа поради проблемите на SVB и на Silvergate. Односно, ова е само централизираните менувачници. Децентрализирани менувачници слично, значи да не забораваме дека многу од луѓето си ги чуваат овие и на своји волети, значи затоа можеме да видиме дека вкупно 6 билиона USDC се променети назад на off-ramps на долари. И затоа имам толку голем
значи толку голем DPEG од 0,91. Сега, јас реално, ако гледаме за USDC, со оглед на фактот дека е миленичен на BlackRock, не верувам дека нешто ќе му се случи, посебно затоа што е и миленичен на регулаторите во Америка. Значи, знаеме и сами дека неофицијално USDC треба да биде уствари потенцијалниот CBDC на Америка, и затоа пак не можам да бидам сигурен, може би некој од вас поседува USDC, многу ми е жал за тоа, не можам да бидам сигурен и не можам да ви кажам што да правите во случајот, затоа што и да ви кажам ќе биде погрешно, значи затоа оставам на вас да одлучите сами, но моја проценка е дека ваквите корпорации како BlackRock не би си дозволиле ваков веќе толку многу интегриран проект да пропадне, и верувам дека ќе се најде некој да ги надокнади овие загуби со цел да се врати пегот на $1, но сега за сега е се уште неизвестно со оглед на фактот дека веќе 10% од вредноста на овој стейблкоин е надвор од, за жал, неговата капитална вредност. Сега, тоа е во однос на USDC и можеме да видиме дека и 70 билиони од целосниот маркет кап на криптовалутите исто така е исчезнат. Со тоа што би сакал уште еднаш да напоменам оно што го покажавме на почетокот, значи ова е за да знаете како да го најдете маркет капот на сите криптовалути на CoinGecko. Овде доколку кликнете на оваа бројка маркет кап, ќе ви даде уствари оваа на некој начин голема шема на која што може да погледнете точно колку моментално поседуваме во маркет кап, со тоа што јас ова ќе го намалам на последниот дел со цел да можеме да видиме многу појасно што се случува во моментов. Односно кога имавме памп, гледавме, дојдовме и до скоро 1,2 трилиона, но за жал моментално имаме голем пад и од 8 март, кога падна Silvergate, имавме голем пад од 1 на 900, значи околу 25 билиона изгубени. Така, со тоа што, оно што сакам да ја кажеме, гледајте овде. Во моментот кога паѓа SVB, ние имаме само негде околу, како ќе дое, 13. Значи, не е толку голем пат. Оно што сакам да кажеме, гледајте, од 10 на 11 ние фактички дури имаме добиено назад 30 билиона. Значи, тоа сакам да кажем дека SVB како таква, како банка која што е претежно насочена кон техничкиот сектор, не го погодува криптосекторот и затоа можеме да видиме дека дури криптосекторот постепено се опоравува од падот на Silvergate Bank. Затоа уште еднаш ќе напоменам, тоа е оно што мора да ги разграничувате факторите кои што се битни за традиционалните пазари, факторите кои што се битни за криптопазарите и оние кои што се битни за овие два пазара. Така да затоа мора во секое време да бидете свесни за тоа што гледате, каков тип на весте и како може да афектира едниот или другиот или двата. Сега, во оваа ситуација која што можеме да видиме на вистина во целиот овој период, значи гледајте, од 1 трилион и 77 милиона, 3 март до сега ние на вистина сме изгубиле повеќе од 140 билиона, така речено, и ова моментално соодветствува на ситуацијата дека на вистина имаме голем страф околу 20.000 на цената на биткоин, со тоа што јас овдека само би додал и уште еден таб, би сакал само да видам што се случува со ликвидации, затоа што ако се сеќавате еден ден во текот на падот на Silvergate, ние имавме многу големи ликвидации, оно што моментално може да видиме овде. Значи тоа е 9 и 10, ние имаме вкупно 134 и 248, негде околу, така речено грубо, 400 милиони лонг ликвидации, со тоа што веќе пазарот почнува да се ликвидира, односно веќе се изнесени оние пари на леверидж кои што се ставени на лонг и шорт позиции и гледаме дека полека пазарот се стабилизира околу 20.000. Дали ќе продолжи понатаму, ќе видиме, понеделник ќе биде буквално pivotal day, како што велат они, значи ќе видиме што ќе се случува, со оглед на фактот дека на крајот од денот понеделник традиционалните институции и традиционалните банки може да го доведат целиот економски сектор надолу, вклучувајќи и криптовалутите. Знаете и сами дека сме корелирани со движењето на овие индекси и за жал може тоа да се пренесе и на криптосекторот, достанува да видиме, но ќе напоменам уште еднаш дека имаме доста јаки левели под нас и дека ова се непредвидени работи за кои што разговаравме, дека едноставно вие не може да предвидите пад на вакви големи банки. Тоа е едноставно непредвидливо. Значи вие треба дури во самата банка да бидете, па и нема да знаете дали ќе се случи или не, а да не разговараме за некои мали инвеститори како нас кои што се многу далеку од сето ова, кои што се многу далеку од оние приватни информации кои што се шират помеѓу нив тие големи играчи во Америка. Така да уште еднаш ќе напоменам, единствено што може да направите е да се заштитите со потенцијално држење на одредени
кеш валути или не знам, злато или што и да е на страна, доколку ова се случи да имате потенцијален, како што велат, барут, за да влезете повторно во играта. Сега, уште некои битни вести кои што би сакал да ги споделам со вас, кои што се доста интересни. Mt. Gox го одложува повторно дедлајнот, со тоа што имаме нов дедлајн до 6 април да луѓето поднесат како сакаат да бидат исплатени нивните средства, додека исплатите од 30 септември се поместуваат на 31 октомври. Значи фактички тоа би било на некој начин процесот да започне на distribution процес да започне на 31 октомври. Значи ова на некој начин е добро затоа што ни дава соодветен простор да се стабилизира моменталната ситуација која што имаме на криптосекторот. Како тоа ќе се одвива останува да видиме, но во секој случај ова е битна вест која што нормално е и за нас битна затоа што може да доведе до на некој начин пат на пазарите, знаете зашто, затоа што ќе има голема количина на биткоин кои што ќе бидат вратени назад, односно тоа се околу 150.000 биткоини и околу 150.000 биткоин кеш. Така да ова е голема количина која што може да предизвика пат на пазарите и е битно кога истата ќе влезе на пазарот. Значи, останува да видиме како тоа ќе се одвива, кога ќе се одвива, не мораме да шпекулираме или да размислуваме за нешто што е се уште далеку од моменталната економска ситуација, така да кога ќе дојдеме до тие датуми ќе разговараме за истите. Иста интересна работа која што сакам да споделам со вас е изјавата на Джером Пауел дека real-time payments се скоро па реални во Америка, односно има нова програма која што се нарекува FedNow, само да видам каде беше запишена, FedNow. Ваквата програма, ваквиот систем треба уствари да доведе до финализирање на трансакциите веднаш, односно да не биде она чекаме 2 недели или недела за да биде целосно реализирана трансакцијата и пренесене капиталните средства. Моментално со ваквата нова технолошка солуција на Fed, значи ќе имате фактички скоро инстант трансакции на територија на Америка и нормално, зашто е ова битно, затоа што Джером Пауел кажува ова е уствари единствената позитивна работа за криптовалутите која што сега банкарскиот систем во Америка ќе ја елиминира, единствената. Значи ова е единствената. Instant settlement е единствената. Да, но она што пропуста да ви го каже е дека ова е само на територија на Америка. Ако вие сакате да пратите од Америка во било која земја, повторно треба да чекате за ваквата трансакција да биде реализирана поради SWIFT. Затоа што се уште, значи дали е тоа SWIFT или ISO 20022, тоа не го менува фактот дека се уште овие трансакции се правени на стариот начин со пораки, со тоа што моментално овие пораки имаат повеќе формати, како CBDC и како криптовалути. Тоа дека се уште времето на чекање е на некој начин како и претходно оприлика една недела, значи тоа нормално дека нема да ви го каже, затоа и не може да се напреварува овој застарен систем со криптовалутите на светско ниво, а да не зборуваме каде е тука приватноста, односно кога вие фактички поседувате криптовалути ги поседувате, а не чекате банката да го направи тоа во ваше име. Кога вие правите трансакции со криптовалути ги правите директно, не ви е потребен трет надзорник како што е банката, односно немате потреба да плаќате фи на некој, кога може тоа да го направите сами. Така да поради овие причини ќе напоменам уште еднаш ова што моментално ова го изјавува е глупост, но како и да е битно за да сватите дека и овие системи се свесни дека, значи сакам да кажам, замислете до пред неколку години Фед не знаеше што се криптовалути. Сега наеднаш они се обидуваат да се напреваруваат со погодностите кои што криптовалутите ги нудат, а ги нема традиционалниот банкарски систем. Така да тоа треба да ви покаже дека веќе се назад и они се обидуваат некако да стасаат напред. Со тоа што дополнително многу е битно да напоменеме дека истиот и во ова клипче овде напоменува дека се спремаат CBDC, но дека истите се назад со години, зборуваме за американската држава, дека нормално кога веќе активно зборуваат за CBDC, тоа значи дека веќе се припремаат. Значи, нели, кога Федералната резерва се дрзна на тоа да го каже отворено и јавно на ваков тип на медиум пред соодветни сенатори или што и да се нивните надзорници, тоа значи дека во оваа ситуација станува збор за нешто што се спрема. Односно, очигледно и Америка работи активно на CBDC, каде што главниот на Фед ви го кажува тоа јасно и јавно. Интересна работа е тоа што во Америка ова се оние цивилни војни кои што моментално случуваат во поединечни држави, како и на генерално ниво на цела Америка, во однос на тоа дали ќе се легализираат и дали ќе биде прифатени криптовалутите. Односно, моментално само да видам која беше, Јужна Дакота,
значи е направен обид да се спроведе закон со кој што исклучиво се забранува користење на криптовалути како платежни средства. Ќе замислете го. Ова се обидува некој да го спротне во позадина. Со тоа што една од овие сенатори, односно како и да се вика Мис Ноем, само да видам целото име како е, не е небитно, некоја Ноем. Кристи Ноем е. Значи ова е гувернер на Јужна Дакота, Кристи Ноем. Значи го става вето на овој закон и кажува дека не може да се дрзнеме да забраниме криптовалути да бидат користени како платежни средства, затоа што тоа е става целата Јужна Дакота во подредена ситуација против одредени други држави во кои што тоа е дозволено. Односно, вие фактички на собствените граѓани им забранувате да користат нешто што е поволно и се користи во другите држави. На тој начин фактички истата го враќа овој закон на повторно, нели, разгледување со цел да се види дали ова треба да се промени. Тоа е многу добро. Сега, зошто е битна оваа ситуација, ово што ви го кажувам? Ќе гледате каков јас има внатре. Значи има луѓе кои што се про, има луѓе кои што се против. Но за тоа уште еднаш ќе напоменам. Верувам дека следните претседателски избори ќе бидат клучни за да се види точно дали има соодветна голема заедница во однос на овие lawmakers, значи нели регулаторите, да издействуваат соодветно позитивна регулатива на криптосектор. Значи, следните претседателски избори во Америка, кои што исто така ќе бидат низ 2023 и 24 ноември 2024 година, ќе бидат многу битни за да се види како Америка ќе се постави кон криптовалутите, а верувам дека ќе мораат да се постават позитивно, затоа што се свесни дека иначе губат многу и она што го кажува и самиот гувернер овдека, дека на тој начин губат. Значи, едноставно не е дали вие сакате или не. Значи, губите. Вие фактички со закон ќе ги забраните, а други држави околу вас во Америка ги дозволуваат. Зборуваме нели сега оние околни држави во Америка, каде што на тој начин фактички на граѓаните на тие држави им е дадена позитивна страна која што е нема во Јужна Дакота. Така да тоа многу јасно им го ставила до знаење гувернерката на оваа држава. И една на некој начин релаксирачка вест за крај, затоа што беше доста негативно ова издание на вести. Јас се извинувам, но тоа е реалноста, значи должен сум да ви го покажам тоа што моментално се случува. Нема логика да се лаже кога врне истора, тоа е тоа. Ние понатаму спроваме криптосекторот, тоа е само уште една, како да кажем, тажна вест во економскиот сектор, ништо ново, тоа е нормално. И ние, како и сите други претходни тажни вести, ќе ги пребродиме и ќе погледнеме дека на крајот од денот, како и секогаш, криптосекторот продолжил, никогаш не дошол до нула, како што многу спекулирале. Ова е само болка преку која што мора да поминеме до следниот bull market. Тоа е тоа. И гледајте секоја од овие негативни страни да ги свртите на ваша позитивна корист, односно во ситуацијава ние се уште имаме 10% буквално поради ваков тип на ситуација во кои што ќе можеме да, нели, на некој начин да искористиме ваквата неповолна ситуација на пазарот, за да се вратиме повторно на Грофот Ротшилд, да купиме кога има крв на улиците, па макар и таа крв да е наша, делумно и наша, да бидеме реални, но како и да е, пак е позитивно ако знаете како да го искористите. Сега, eSports Giant TSM, односно ова е некоја, пак ќе кажем, бренд или компанија TSM, која што моментално работи на e-спортови, значи на нели гейминг, во која што очигледно моментално се обидуваат да го искористат Web3 и Avalanche, значи гледате колку добро е ова. Значи, ваквата компанија TSM моментално гради сабнет на Avalanche, кој што ќе биде местото каде што ќе бидат организирани понатамошните турнири. Оние кои што се на некој начин моја генерација знаат што е GG Arena, знаат таков тип на посебни, како да кажам, или беше G Client или така нешто, ако не се лажам, уште еден. Значи оние кои што беа фактички неофицијални онлайн, да речем, места каде што може да поврзете повеќе игри, макар и пиратски, и да играте фактички на овие e-спорт, да речем, настани, односно да играте помеѓу себе. Значи, очигледно тоа е, TSM моментално се обидува да го спроведе на Avalanche, каде што на Avalanche се гради посебен сабнет на кој што ќе бидат организирани ваквите настани на онлайн турнири. Значи, гледате дека постепено и геймингот уствари се пренесува на Web3, каде што Avalanche користи своја блокчейн технологија за организирање на онлайн гейминг, што е одлично. Ја верувам дека ваков тип на прогресивни сектори, како што и геймингот, ќе бидат првите кои што ќе почнат да користат позитивна страна на нели нормално блокчейн технологијата, и верувам дека тоа е на некој начин една од главните причини на кои што можеме да нели рачунаме кога станува збор за
глобална адаптација на криптосекторот и криптотехнологијата. Ова ми е испратено од Бобан Досев, ова е интересен, да речем, пак на некој начин глобален начин на гледање на работите. Значи моменталната ситуација, оно што го разговаравме на глобално ниво, на месечно ниво, дека оваквиот, значи она што сака да го покаже авторот во оваа ситуација, не знам кој, не може да го прочитам кој што треба, извинете на графиката, но како и да е, идејата е дека веднаш кога овој канал или како и да е формација ќе биде скршена, влегуваме во следен бул маркет, со тоа што досега ова се случило во 3 наврата, сега моментално се случува повторно после овој пат, тоа веќе го знаеме, но пак е на некој начин интересно да се погледне што други техничари мислат, односно веќе сме надвор од овој канал и дека оваа формација е само прашање на време кога ќе се придвижи нагоре. И интересна работа која што сакам да ви ја напоменам. Значи, ова е крива, која што исто така ми беше пратена, ако не се лажам, од Иле Кучишки, ако сум грешка, извинете, значи во која што се опфатени сите значи клучни моменти кои што го напреднале човештвото натаму, со тоа што овдека се запишени постепено низ целите овие огромни години на развој на човештвото, со тоа што моментално ние се наоѓаме после сите овие развојни средства, значи после 2000 година, каде што моментално следиме рапидно развивање на технологијата. Значи, уште еднаш ќе напоменам, во наше време имавме интернет револуција која што од 2000 година па наваќе буквално го превзема целиот свет, за тоа да се претвори моментално и во блокчейн Web 3 технологија која што се повеќе и повеќе се децентрализира. Зошто сакам да ви го покажам ова? Затоа што моментално се наоѓаме во клучен дел од развојот на човештвото. Знаете како, интересна работа која што погледнав пред некој време, вели вака. Вика, сме прекасно за да ги откриваме оние, како да кажам, клучни откритија во земјата, како нови континенти, нови откритија во хемија, биологија, физика, затоа што најчесто можеме да видиме дека поголемиот дел од овие работи веќе се откриени и многу ретко се случува моментално таков тип на откритие. И сме прерано за откритија во Вселената, односно се уште не сме дошле до населување на други планети, како што моментално се спрема на населувањето на Марс, база и слично, така да ние се наоѓаме во она меѓузона во која што најголемите откритија на Земјата се веќе направени, а најголемите откритија во Вселената се уште не ни започнале. Ние се наоѓаме во тој меѓупростор каде што буквално треба да ја развие технологијата доволно за да може истата да биде користена во Вселената и понатаму, односно развивање на човештвото низ целиот космос. Сега, што е тука интересно? Значи, клучниот момент на нашата на генерација ќе биде реформирање на финансискиот систем првенствено, со цел да се доведе вистинска вредност на финансискиот систем, а не овој корумпиран систем во кој што моментално функционираме со тоалетна хартија во боја. И дополнително на тоа, користење на блокчейн и останати технологии со цел да се редефинира целиот свет во однос на оваа дигитална ера во која што се наоѓаме. А блокчейн и Web 3 ќе бидат клучни во буквално тоа. Без разлика дали станува збор за комуникации, дали станува збор за, не знам, медицина, археологија, значи што сакате, било која од овие моментално науки може да најде апликација во блокчейн технологијата. Од основен архивирачки момент, каде што може да архивирате нешто и никогаш да не биде избришано, до брзина на трансакции, до, значи, нема каде не се на некој начин применува блокчейн или каде што не може да се примени блокчейн. Така да имате го предвид тоа, блокчейн е технологијата која што моментално ќе го револуционира овој век во кој што живееме и кој што ќе не донесе во сосема друга ера на Web 3, унапредување на интернет и унапредување на се што моментално досега знаеме со целосна дигитализација на општеството. Тоа е неминовно, се случува и вие сте на некој начин гледачи кои што моментално седат и го гледаат тоа. Сега на вас останува дали ќе го искористите и ќе направите нешто од него, или пак ќе бидете само неми гледачи кои што еден ден ќе им кажуваат на своите внуци дека сте биле дел од таквата дигитална револуција. Така да со ова ќе ве оставам. Се надам дека оваа мисла ќе ве натера да размислите каде се наоѓате моментално и што понатаму ќе правите во оваа сфера. Како и да е, уште еднаш ќе напоменам, ова што го гледаме е фат, ова што го гледаме е само страв кој што постојано се случува на пазарот, ништо ново. Пазарите и после сите кризи, без разлика дали е тоа светска војна, нуклеарни кризи, урагани, неприродни непогоди и што и да е, се вратиле назад. Верувам дека тоа ќе случи повторно
како и секогаш ваквите кризи и ваквите стравови се неминовен дел од економијата, без разлика дали тоа е крипто или традиционални пазари, но мораме да бидеме подготвени, да бидеме свесни за тоа што се случува, па затоа нашиот канал се обидува да ви ги донесе вестите кои што моментално се актуелни во светот, за да може да донесете информирани одлуки за тоа што понатаму на овој пазар. Ние остануваме во крипто и понатаму, не сме проделен, ниту пак ќе продадеме ништо. Очекуваме само да видиме дали цената ќе остане негде околу 20.000, дали ќе успее да се стабилизира или ќе имаме дополнителен пат по кој што ќе бидеме принудени да ги алоцираме и останатите 10%. Ова е добра лекција за сите оние кои што алоцираа се при овој скок нагоре, да сватат дека никогаш ништо не оди само нагоре, ние тоа постојано го кажуваме, иако сеќавате многу пати напоменувавме дека потребна ни е ваква корекција, иако е доста подлабоко од она што го очекувавме, ваква корекција ни е исклучиво потребна за да направиме соодветна на некој начин формација, односно структура врз која што ќе можеме да оградиме следниот bull маркет. Така да bull маркетот јас и понатаму очекувам дека ќе се случи. Дали ќе биде експлозивен, дали ќе биде нормален, останува да видиме, но во секој случај ние се наоѓаме на самото дно. Моментално главната цел на секој од вас треба да биде што подобра локација на средствата во овој момент, за да имате што подобар профит во следниот дел од bull маркетот. Ова треба да го направите сами, ние можеме само да ви дадеме на некој начин идеја, а вие треба да го реализирате во однос на тоа како ви одговара и кои се нивоата на ризик кои што се спремни да ги превземете. Ви благодарам уште еднаш, како што гледате и сами, колку и да планираме одредена програма, едноставно не испаѓа кога имаме ваков тип на битни вести, така да се надам дека тоа го цените. И уште еднаш се заблагодарам на оние кои што соработуваат со нас и ги праќаат овие вести со цел да ги доставиме до вас. Остануваме и понатаму да соработуваме, доколку ви се допаѓа, како и секогаш предложете го, гледате дека не правиме никаков тип на реклами, туку едноставно се обидуваме да го спроведеме овој материјал преку вас и преку вашата препорака. Така да ви благодарам, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Crypto Game Media.